Почитувани сограѓани, во саботата во нашиот град беше дојден Зоран Заев, човекот кој е начело на оваа ненародна, криминална и предавничка власт, која освен пустош и црнила, не донесе ништо друго во Република Македонија. Токму денес, од градот Херој, СДС ја започнува својата кампања за претседателските избори. Прилепчани многу добро паметат како истиот тој Зоран Заев од центарот на градот ја најави двоезичноста низ цела територија на Република Македонија, која на шверцерски начин насилно ја истурка во собрание. А пред некој ден пушти и пробен балон за увоз на странска работна сила, додека во Прилеп мака мачиме со невработеност. Дали со овој пробен балон Заев го најави доаѓањето на мигранти во Македонија? Останува да видиме. Прилепчани паметат како Заев и градоначалникот Јовановски ветуваат транспарентно владење, дека ќе бидат поблиску до народот и ќе ги слушаат непосредно проблемите за накрај да се скријат во Прилепската општина со одбрано друштво, игнорирајќи ги незадоволството и револтот на обичниот граѓанин. Она што досега СДС го сработи како на централно, така и на локално ниво, се промена на името на нашата држава Република Македонија, бришење на историјата, мизерна економија без ниту една значајна инвестиција која беше оценета со оцена 0 од германските инвеститори. Цутење на криминалот и непотизмот, живот со најистакнатите партиски активисти и нивните роднини, вдомување на истите на високи позиции, реализирани очајни 20% капитални инвестиции во Прилеп, 60% повисоки сметки за вода, наместо за 20% поевтини, како што беше предизборното ветување на градоначалникот Јовановски. Со кое лице денес од Прилеп Зоран Заев и неговиот кандидат за председател Стево Пендаровски, кој народот го нарекуваше стока, ќе ја бараат поддршката од прилепчани. Со кое лице ќе ја бараат поддршката од пензионерите на кои наместо ветеното покачување им ја намалија пензијата? Со кое лице ќе ја бараат и поддршката од наставниците и професорите кои земаат и до 7.000 денари пониска плата од просечната, од вработените од Еврокомпозит кои 2 години константно ги лажат без да им бидат исплатени честно заработените плати и ветените придонеси. Но народот е мудар и нема да дозволи да биде 2 пати прелажан. Токму затоа, на 21 април, почнува падот на оваа ненародна, криминална, предавничка власт. Поразот на Стево Пендаровски ќе го означи почетокот на деинсталирање на оваа сосила инсталирана власт, која ќе остане запаметена како најнеспособна од осамостојањето на Република Македонија. Ќе има правда за сите, Македонија ќе победи.